Времените вработувања да траат максимум од 6 до 9 месеци и потоа работникот да добие договор на неопределено, зголемување на платите. Ова се дел од барањата на синдикалците кои денеска ги примија заменик министрите за економија и труд и за социјална работа. Конфедерацијата на Сојузот на синдикати побара од членовите на извршната власт конечно да се донесе законот за работни односи, за кој изминатите 7 години добиваа само празни ветувања. Болно за работниците исто е, конечно се надевам оваа влада ќе го донесе законот за работни односи кој веќе 7 години никако да го донесе со прошлата влада. Таму е едно болно прашање, ги слушаме работодавците, секојдневно кажуваат немаат работници, напуштаат. Како ќе има работници ако работникот кој ќе се запослува, поготово зборам за приватниот сектор, се запослуваат со времени вработување на 3 месеци, на 6 месеци, на година дена, тоа оди до бескрај и таквиот работник не се осеќа слободен. Владата ќе продолжи да се грижи за работничките права, ветија замениците министри Ристевски и Велковски, но со реални економски мерки и без адхок решенија како во минатото. И она што го ветивне и претходно пред да земеме надлежноста, ќе продолжиме и понатаму да го реализираме, а тоа е транспарентност, транспарентно работење, еден социјален диалог на високо ниво со синдикатите во Македонија, со работодавачите, со стопанските комори и градење на едни реални политики, на една реална основа. Посам економско-социјалниот совет кој што се одржа пред неколку недели дека веќе влеговме во преговори со поодносно областите нели каде што ќе интервенираме како влада. Прво беше точка на образованието каде што веќе се дефинирани нели оние покачувања што ќе се случат во 4 години од денеска по проценти кои што ги најави и премиерот. Инаку ресорот труд за неколку дена ќе премине во Министерството за економија. Велковски рече дека и покрај одвојувањето на ресорот, министерствата се една нераскинлива врска и дека тие и во иднина ќе настапуваат заеднички како влада.